Следите Трилинка во продолжение. Фросина Пармаковска е писателка на раскази, рецензии, автор на 4 романи, меѓу кои и романот Одбројување, за кој има добиено награда на роман на годината и е преведен на бугарски и украински јазик. Во ово издание на Трилинг, повод за нејзиното гостување се турбуленциите во Друштвото на писатели. Пармаковска, што беше иницијалната каписла за колективната оставка на председателството? Верувам дека иницијалната каписла е незадоволството од работата на председателот на Друштвото на писателите и председателот на Собранието, односно нивното маргинализирање, обезгласување и недоволната вклученост во работата. Да појаснам, председателството кое што даде колективна оставка, односно 8 од 9 луѓе дадоа оставка, го направи тоа прв пат во историјата на Друштвото на писатели се случува вакво нешто. Го потенцирам ова затоа што имаше обиди да се изманипулира со оваа информација, значи за прв пат во 76 години од постоењето на ДПМ се случува 8 од 9 члена да си заминат. Имало случаи кога 1 или 20 членови си заминувале, но мнозинство во случајов безмалку целото председателство не се случило никогаш. Во случај кога 1 или 20 членови си одат, природно е да се заменат со оние членови кои што на листата на последните избори имале најмногу после нив гласови. Но тоа е природно кога е за 1 или за 2 члена, затоа што не може, нели, секогаш кога еден член ќе се откаже, а може да се откаже од здравствени причини, од на разни причини, не може секогаш да се закочува работата и да се повикуваат нови избори. Но ова е случај кога за прв пат во историјата 8 од 9 луѓе заминуваат и јасно е дека избори вонредни мора да има. И јас повеќе отколку причините на членовите на председателството, повеќе можам да кажам за бурната реакција по тоа што следуваше од повеќе луѓе, меѓу кои бев и јас, и од помладите автори, од повозрасните автори. Бурната реакција беше поради тоа што имаше обид тие 8 луѓе да се заменат, да се пополнат местата, просто да се изберат други луѓе и да се сместат, да се направи ново председателство, што е, верувајте ми, не можам да најдам соодветен збор, а да не звучи навредливо, ќе го именувам тоа како скандалозен обид. Тоа ќе беше скандалозен обид, просто да се одеднаш да се сменат, тоа се луѓе со интегритет, со голем книжевен багаж, луѓе со големо искуство, секој во својата област, просто не можете така да ги смените. Пармаковска и председателот Христо Петровски си поднесе оставка. За него станува збор за колективна деструкција. Тој, меѓу другото, обвини, цитирам, пропаганда и притисоци кои се штетни за националните интереси и врз положбата на македонскиот јазик, литература и култура. Дали ова ви мириса на национализам или на диктатура? Мене ова ми е апсурдно. Мислам дека какви национални интереси, значи сите тие реакции беа првично поттикнати од желбата ДПМ конечно, еднаш конечно да расчисти со своето минато, со својот багаж и да проба да фати еден, да речем, добар, правилен пат. Дали Друштвото за писатели всушност стана приватна фирма на одредени луѓе? Па беше на пат да стане и реакциите, бурните реакции кои што за жал имаме можност да ги искажуваме само на социјалните мрежи, беа токму поради тоа што ДПМ
почна да личи на приватна фирма, особено па доколку се успееше во тој скандалозен обид да се смени цело едно тело кое што има улога да контролира, да коригира, и тоа е тело кое што ги аминува буквално сите одлуки на председателот на ДПМ и председателот на собранието. Без тој управен одбор не може да помине ниту одлуки за финансиски трошоци, ниту за активности на друштвото, ниту за избор на комисии. Значи се треба да биде во согласност и во комуникација со тоа тело. Не може просто така да го смените. Пармаковска, познатиот писател Димитрije Дурацовски со реакција се израдував кога во раководството на писателите ги видов големите креативци, неслучајни луѓе во нашата литература. И после се бунт, дали е адхок или е последица на повеќе годишното наталожување на проблемите за кои веројатно и вие, како дел од председателството, долго време сте молчеле. Да, јас не бев дел од ова председателство, бев од претходниот мандат. Председателството се менува на 4 години. Мислам дека на ова председателство му се наталожиле проблемите од година и пол, колку што има мандат. И дури јас ги поздравувам нивниот труд и толку што издржале во такви услови, како што може да се прочита во некои од нивните оставки, за манипулација, за самоволие, за некомуникација, маргинализирање на целото тело. Сакам сепак да ги поздравам обидите на тоа председателство, затоа што се согласувам со писателот Димитрije Дурацовски. После тие последни избори, многу луѓе бевме скептични со оглед на изборот на председател на собрание. Еве, ќе зборувам во мое лично име, бев доста скептична, но поради изборот на председателството, тој управен одбор, каде што членува навистина луѓе со, ќе повторам, огромен книжен багаж, луѓе со интегритет, ние сите верувавме, голем дел од членството веруваше дека токму тоа председателство ќе успее да направи некаков пресврт. Еве, после година и пол, очигледно не успеало, и ја поздравувам нивната одлука за така колективна оставка. Какви промени очекувате да се случат во Друштвото на писатели? Што очекувате всушност? Корените промени. Значи, прво очекуваме да има избори. Точно е дека имаше вчера или завчера соопштение дека поради актуелната ситуација ќе се распишат вонредни избори, но не е прецизирано што се бира. Најавата е дека на 25 ноември е свикан состанок за избор на ново председателство. Да, е напишано само вонредни избори, не е прецизирано што се бира, а ние едногласно бараме да се бира нов председател на Друштвото на писатели, нов председател на собранието и ново председателство комплетно. Значи, сето тоа што е сега, после оставките, после колективната оставка е нелегитимно. Бараме целосно нови избори на нови функции и на нови придружни тела што се во ДПМ. А кои се очекувањата на подолг рок, исто ме прашавте, очекуваме конечно темелни промени. Напуштање на тие минати пракси, на дејствување според лични интереси, дејствување во корист на поединеци, создавање кругови, релации кои што почиваат на давање и возвраќање услуги, модернизирање на друштвото, обединување на друштвото и на писателите од различни генерации, на писателите од различни градови, на писателите кои што живеат во странство. Конечното очекување е целосен нов вредносен систем кој што ќе го подигне на нивото на Друштвото на писатели, не само во рамките на книжевната сцена, туку и во општествено-политички и културолошки контекст. Дали писателите, можеби не сите, но голем дел од нив се стуткани во скутот на дневно-политичките водства? Барем тоа не верувам. Дури мислам дека во друга крајност се оди, барем за друштвото ако збориме, друштвото е прилично безгласно во однос на дневно-политичките, но и на поважните теми кои што се случуваат во нашите времења. Културата денес, со еден збор. Со еден збор. Не можам со еден збор, ама во постојана борба за опстанок.
Благодарам за гостувањето во емисијата. А ви благодарам на поканата.